Во изминативе 2 недели регистрирани биле околу 300 случаи на заразени со COVID-19 на ниво на држава, што е значително зголемување во споредба со летните месеци кога се регистрираа по 20 случаи месечно. Се уште не е направено генетско секвенционирање, но се претпоставува дека тоа се подваријантите на Омикрон, односно Ерис или Пирола. Во Прилепскиот регион во септември се забележани десетина случаи на ковид. Се очекува зголемена циркулација на вирусот во периодот кој следува, но експертите велат дека нема место за паника. Не треба паника, бидејќи како што спомнав, овие варијанти нови кои се потомци на Омикронот и тие предизвикуваат поблага клиничка слика од она што досега го знаеме, значи од анкетирањето на новозаболените. Претежно се присутни горнореспираторни симптоми, печење во грлото, во носот, слабост, температура околу 37-38 степени. Се уште немаме хоспитализирани кај нас, немаме податоци за болничко лекување, нити пак за компликации. Со сите други епидемиолошки заболувања во Прилепско сликата била стабилна. Бројот на овчи сипаници кои што често се регистрираат во пролетните месеци е доста намален. Во текот на летото доминирале цревните заразни заболувања, диареја и салмонелози, но во границите на очекувањата за тој период. Сега се очекува да се започне со сезонската вакцинација против грипот. И оваа година ќе има доволно количина на бесплатни вакцини за најранливите категории на население. Навистина одзивот минатата година беше многу висок и добар и оваа година значи очекуваме дека најголем број од овие ризични категории на население ќе биде вакцинирано со бесплатните вакцини кои ќе ги обезбеди Министерството за здравство. Вакцинацијата против грип се очекува да започне кон крајот на октомври или пак почетокот на ноември месец.